Младите се носители на позитивни промени, како во земјава, така и на секаде низ светот. Тие се ресурс кој што овозможува да стигнеме до иновации и се движечки сили во општествата. Македонија има многу надарени деца. Дали имаме систем кој што ќе ни овозможи како да ги препознаеме, како да ги развиваме, како да ги задржиме и да ги интегрираме во општеството? Ова е темата која што ја обработуваме во ова издание на Приказна. Останете со нас. Има ли Македонија вистински национална стратегија со која што ќе овозможи да се препознаваат и да се работи со надарените деца? Ова беше предизвикот кој што го истраживме и еве што откривме во ова издание на Приказна. Наставата за надарени деца бара посебни вештини и знаења што ги надминуваат стандардните програми и им овозможуваат на децата целосно да го откријат својот потенцијал. Сепак, примарната задача на родителите и воспитувачите е да ги препознаат суперспособностите на детето во одредена дисциплина, било да е тоа креативност, наука, спорт или нешто друго. Семејството ги поставува основите на емоционалниот и когнитивниот развој на децата. Ја детерминира ориентацијата на детето кон иднината, кон поставувањето цели, кон усвојувањето и градењето вредности и во значителна мера го определува неговиот однос кон традицијата. Токму затоа, семејството е првата и најважна средина во развојот на децата, кои како возрастни постигнале забележителни резултати. 5 на трета. 125. 125 пати по 3. 375. А квадратен корен од 200? Тоа околу 14, скоро 15. А колку е пи? 3 да прека 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 4. Во групата на надарени деца спаѓа и нашето дете, кој има поголем IQ него неговите врсници. Во врска со тоа дали институциите помагаат на ваквите деца, за сега можам да речам не, заради тоа што ни една институција не се бави со ваквите деца. Освен школото и учителката, која што се трудат да излезат во пресред на ваквите деца, другите институции не излегуваат во пресред. Препознавањето и идентификувањето на надарените е само прв чекор во грижата на нивниот развој. Развојот на надарените ученици не може да се наблюдува без притоа да се согледа улогата на учителот. Притоа, улогата на учителот во развојот на надарените ученици е условена од неговата позиција во образовниот процес. Како државна институција апелираме секогаш повеќе програми да има за младите, попрактични програми. Токму поради тоа имаме една нова менторска програма во Фондот за иновации. И таа менторска програма за прв пат ја отвораме за потенцијални кандидати. Што е навистина импресивно, бидејќи нашата цел е да им дадеме реално знаење, практично знаење, кое подоцна ќе им овозможи да отвора сопствена компанија, да имаат подобри бизнис вештини и така натаму. Исто така една нова иновација во новиот повик за стартап, што за прв пат го воведуваме во Фондот за иновации, дека дозволуваме да аплицираат и проектни тимови. Значи, не само трговски друштва, туку проектен тим, група на иновативни луѓе кои решиле да инвестираат во сопствен бизнис, да развијат иновативна идеја. Развојот на надарените ученици не е можен без индивидуална работа со истите, што значи дека учителот во известна смисла се јавува како ментор на надарениот ученик. Притоа, неговата основна задача е да го трасира развојот на талентираниот ученик, при што е неопходно да се усвојуваат се посложени и поапстрактни содржини и да се усвојуваат се посложени вештини. Надпреварите по одделни наставни дисциплини се неодминлива активност во развојот на секој надарен ученик. Постојат општи принципи, правила и стандарди кои треба да се почитуваат во процесот на препознавање, идентификација и работа со надарените и талентираните деца. Надарените во многу аспекти се разликуваат од другите ученици, па затоа потребно е да се направи правилен избор на третманот што го заслужуваат. Дали знаеме каде да се обратиме? Не знаеме, заради тоа што се обративме на неколку места, одговорот е дека не постои институција што ги згрижува овие деца. Нарочито не постои
школо или пак некој вид на организирање на овие деца. На ниво на основно и средно образование најчесто се користат три форми на работа со надарените ученици: групирање според способностите, акцелерација и збогатување. Што се однесува до работата со надарените ученици, воопшто, а посебно за математика, во овој момент основното образование е пречка за нивниот развој. Именно, ако се погледнат програмите кои што се во оптек, може да се види дека нивото кој што овие програми го додаваат, ако го оцениме со оценка 1, а талентираните ученици за постигнување на резултати, особено на меѓународно ниво, треба да стасаат до оценка 5, тогаш имаме огромна диспропорција помеѓу она што образованието го нуди и она што е потреба за развој и достигнување на надарен ученик. За жал, во Македонија нема податоци колку надарени, а колку талентирани деца има, а за жал нема ни систем како да се препознаат. Темата е зелени проекти, бидејќи и начинот на кој што се движат тие економски трендови, зелената економија, односно инвестирање во зелена економија станува се потренди и се разбира тоа е фокусот и на Фондот за иновации. Учениците што се оценети како напредни можат да прескокнат еден клас во одделенска и еден клас во предметна настава, додатна настава или во некоја училишна секција. Дополнителните курсеви, дообуки, патувања се одлуки и финансиска обврска на родителите. Што се однесува до самиот процес на идентификување на надарените ученици, а потоа на нивната работа, може да се каже дека од теориска гледна точка тоа е горе-долу сработено и општо познато. Меѓутоа има еден момент, а тоа е воопшто во светски рамки, освен искуството преку надпреварите по математика кои што водат од општинско ниво па се до светски олимпијади и надпревари кои што се од сличен ранг, ние практично немаме идентификуван процес за развој на талентираните ученици. Потребни се нови програми, посебни програми за работа со тие деца, и тоа мора да отпочне некаде во поранешно прво или сегашно второ одделение, па се негде до 4-та година средно образование, тоа е еден циклус да се затвори, а вториот дел тоа се универзитетските програми кои што исто така треба да се прилагодат. За жал, вакви програми не постојат. Постојат некои обиди, меѓу кои тимот со кој што јас работам долго време да се направи, до негде сме стасани, но тоа се уште не е доволно, како што и не е доволна литературата која што воопшто во светски рамки, особено во Македонија, до пред 2-3 години беше сработена. Сега е нешто подруго, меѓутоа колку ќе се успее, тоа е друга работа. Прашањето за справување со потребите и развојот на надарените и талентираните е прашање со висок општествен, институционален и индивидуален приоритет. Свирам виолина од мојата 7 година. Основното музичко училиште го завршив во Прилеп, во Ордан Михајловски Оцка, во класата на професорка Оливера Трајкова, ментор професорот Ванчо Стоилков. Денес сум 2 година во Средното државно музичко училиште во Битола, во класата на професорката Оливера Трајкова, а ментор ми е професорката Сихана Бадибу. Пред секој надпревар следи огромна работа и ангажман. Имам поинтензивни часови со моите професорки Сихана и Оливера. Се случува и по 5-6 сати од денот да ги поминам во свирење. Трошам многу енергија и внесувам многу емоции, за да може делото не само механички да биде отсвирено, туку и да пробуди и чувства кај слушателот. Имам некој вид на трема која исчезнува кога ќе почнам да свирам. Секојдневна работа на тоа да можам да владеам со себе и физички и психички. Сметам дека кога чувствуваме страх или трема, најдобро е да се сочиме со тоа. Не го доживувам стрес на учеството на меѓународни надпревари. Тоа ми е можност да видам како свират најдобрите музичари и кое е моето место во таа конкуренција во категории со возрастни учесници. Се зависи од материјалот кој се работи. Некогаш не се доволни ни 2-3 месеци за да го сработам делото. Веќе се додека не осетам сигурност во себе.
Следно се спремам за надпревар во Италија, кој е доста тежок и свирам по етапи по дадена програма. И после долго време, ова ќе биде надпревар со физичко присуство, за разлика од другите кои беа онлайн. Музиката е мојата иднина и сакам да учам во мојата татковина Македонија, бидејќи имаме доста квалитетни професори од кои има што да се научи. Леонардо Димовски е 16-годишен виолинист од Прилеп, кој успеа да освои второ место на светски надпревар што се одржа во Малезија со 560 учесници од 38 држави од 5 континенти. Исто така настапи на интернационалниот онлайн надпревар во Москва, каде што ја освои третата награда, а во жирито беа еминентни професори од Московскиот конзерваториум, а еден од нив е и студент на познатиот маестро Исак Перлман. Настапил со дела на Бах, Локатели, Паганини. Светските успеси на овој млад македонски виолинист се резултат на неговата голема музикалност, но и упорност во свирењето. Веќе 10 години виолината му е секојдневен другар. Леонардо вели дека магичниот звук на виолината допира до него на посебен начин, а тоа е инспирацијата и мотивот за сите успеси кои досега ги има постигнато. Како да ги препознаеме надарените деца? Значи, препознавањето е првиот чекор, каде што само врз основа на знаци, лица кои не мора да се стручни, можат и лаици да бидат како што се родителите, ги ги препознаваат тие први знаци на напреден некаков развој, односно дека детето покажува забрзан развој и покажува перформанси кои се на повисоко ниво од нивото на врсниците на тоа дете. А додека пак во училиштето тој чекор на препознавање го изведуваат наставниците, но можат и соучениците, сега секако ако се малку на повисока возраст, не на она најрана возраст, може и самото дете да се само номинира, и стручните служби во училиштето веќе потоа се вклучуваат со идентификација. Ако станува збор за психолози, тие можат да користат инструменти, значи една батерија на инструменти за идентификација на надареното дете и врз основа на добиените резултати да направат предпоставка дека тоа дете има потенцијали во иднина да даде продукти. Колку родителите знаат да ги препознаат знаците кои што укажуваат дека нивното дете е надарено? Предноста на родителите е што можат да го видат детето во различни ситуации, за разлика од наставниците кои го гледаат главно во тој училишен контекст и ако станува збор за предмет на настава, го гледаат во рамките на часовите што ги има наставникот со тоа дете. А родителот ги гледа во најразлични ситуации, и доколку има и други дечиња на таа возраст, бидејќи вообичаено нели деца на иста возраст играат меѓусебно, може да направи споредба па да рече види моево дете е понапредно. Например, ако детето почне да пишува и чита на 2-годишна или 3-годишна возраст, многу е јасно дека станува збор за забрзан развој, бидејќи ние знаме дека описменувањето почнува некаде на 5-6 годишна возраст. Самото дете некогаш иницира, бидејќи тие деца се многу љубопитни, желни за знаење, постојано прашуваат, можат да бидат дури хиперактивни. Сега, ако станува збор за дарба во некоја од уметностите, да речеме, ако е надарено за ликовна уметност, детето многу ќе сака да црта, доколку е за музика, уште на 6-месечна возраст тоа ќе почне да реагира на звуци, а потоа и да пее, и има добра музичка меморија, така да сето тоа се знаци дека детето е надарено во одредена област. Што се случува од кога ќе се препознае детето дека е надарено? Дали нашиот систем има можности да овозможи раст на детето? Јас за жал морам да кажам дека ние се уште немаме национална стратегија или концепција за препознавање, идентификација и работа со надарените ученици, иако во Законот за основно образование стои дека таква концепција
има или треба да има. Јас пребарував се уште такво нешто не сум видела, иако во некои порани фази како експерт заедно со други соработници нели во рамките на тој експертски тим сме биле поканети во Министерството за образование да работиме на таа концепција, но никако не го виде светлото на денот. Дури во најновава сега концепција за средно образование за основно образование гледам дека некако малку маргинализирано се ставени талентираните и недарените, опфатени се само со една реченица, а додека пак во законската регулатива, во Законот за основно образование и за средно има по неколку членови, особено во основно, има 4-5 члена кои се однесуваат на надарените и 2 члена кои се однесуваат на надарените во средното образование, што ќе рече дека декларативна поддршка имаме ние, нели? Но прашањето е колку таа законска регулатива е доволна за вистински третман во практиката. Колку се учениците ги прифаќаат на дарените дечиња, затоа што знаеме дека често пати тие нивни разлики ги оневозможуваат во комуникацијата, па често пати имаме ситуации во кои што тие дечиња знаат да бидат злоупотребени во поглед на комуникацијата. Покрај тоа што навистина е добро да си надарен, напредокот на општеството зависи од надареноста, не им е лесно на тие деца, не можеме да кажеме дека тие се среќни и дека тоа е кај сите деца, нели, една среќна приказна, бидејќи постојат различни типови на надарени деца. Значи, литературата зборува за најмалку 6 типа, сега, нели, овдека немаме многу време да ги објаснуваме сите, но она што најчесто родителите и наставниците можат да го препознаат, тоа е така нареченото успешно надарено дете. Значи, кај него е експлицитно, она што го имавме со Марко Чаласан, со Христијан, нели, Арсов, и други деца кои, да речеме, биле медиумски експонирани, затоа и ги спомнувам, каде што тие имаат навистина извонреден напреден развој, кој е 3-4 години понапреден. Јас дури сум ги тестирала тие деца и навистина покажуваат високи поени на тестовите. Кај нив и не мора да ги тестираш, смислам, многу е експлицитно, многу е видливо, така да не може да ги пропушти ни наставникот, ни родителот тие деца. Меѓутоа, што со оние деца кои за да допреме до дарбата треба подлабоко да копаме, значи е поскриена, можеби се интровертни, можеби се анксиозни, може имаат некои психички тешкоти и затоа што во современата литература денес се среќаваме и со терминот на двојно исклучителни или двојно етикетирани деца. Twice exceptional во англиската терминологија е тоа, значи тоа се деца кои од едната страна имаат дарба, но од другата страна имаат некој проблем. Може да бидат аутистични деца, можат да бидат со дислексија, дисграфија, значи некои потешкоти во учењето, или едноставно да бидат деца кои се слабо мотивирани за учење, па да не постигнуваат висок училишен успех, и заради тоа да не се препознаени од наставниците како надарени. Значи, ќе ги испуштат тие деца. Често пати во јавноста се поистоветуваат термините надарено и талентирано дете. Во некои дефиниции во светот постои диференцијација помеѓу едниот и другиот термин. Ова го истражуваме денес во мрежа во ова издание на Приказна. Во современата литература е се поприсутна тенденцијата за прецизно и еднозначно определување на надареноста, креативноста и талентот. Сепак постојат разлики помеѓу овие термини. Талентот е врзан за способности во една потесна област, како математика, физика, танц, музика, и всушност е диспозиција која треба да се развива со упорна работа. Креативноста е способност за дивергентно мислење која овозможува да се најде ново решение на некој проблем и да се создаваат оригинални продукти.
Надареноста представува склоп особени, врз основа на кои поединецот е способен трајно да постигнува исклучително високи резултати во едно или во повеќе подрачја на човековата дејност. Тој склоп особени го чинат општи и специфични способности, креативност и сплет на бројни карактеристики на личноста и мотивацијата. Поимот надарено дете најчесто се употребува за оние деца кои на продуктивен или репродуктивен начин постигнуваат надпросечни резултати во една или повеќе области од човековата дејност. Надареноста се должи на високи општи интелектуални способности, а талентот е врзан за специфични способности во една потесна област, при што надареноста се идентификува врз основа на веќе постигнатите надпросечни резултати, а талентот се сваќа како диспозиција која допрва треба да се развива. Талентот во спортот, во музиката, во ликовните уметности, воопшто во уметностите, во литературата, во, ајде да кажам, говорништвото, во реториката, па и во математиката, може да се препознае уште од најмала возраст. Различни се елементите по кои што се препознаваат децата, тоа не би можело за кратко време да се каже, меѓутоа, сето тоа може да се почне веќе во сегашно второ одделение или сегашно прво одделение, што би идентификувало на последната година од забавиште. Развојот на способностите кај децата надарени за математика започнува во најраното детство како развој на општите интелектуални способности, како што е способноста за логичко размислување, а продолжува со канализирање на интересите и со видлив развој на специфичните способности за математика, биологија, физика и другите природни науки. При тоа во детството кај потенцијално надарените деца за математика се манифестира со повремена социјална изолираност и потреба за самостојни активности како што се истражување, читање и мечтање. Бидејќи за математика се потребни силно развиени квалитети на мислењето како што е критичност, широчина, длабочина на мислењето и низа други способности. Во психологијата како посебен вид надареност е детектирана надареноста за уметности. Истражувањата на повеќе научници покажуваат дека лицата кои се ликовно надарени имаат високи интелектуални способности и се одликуваат со изразена имагинација и добра меморија. За лицата со ликовна надареност се смета дека визуелната способност е нивната најважна особина. Сваќањата за музичкиот талент низ историјата се менувале. Денес најновите сознанија за музичкиот талент поаѓаат од општиот модел за природата на надареноста, кој ги опфаќа музичките способности, креативноста и мотивацијата. Надареноста за глума се забележува од најрана возраст и лицата надарени за глума можат да се препознаат според следниве особини: надпросечна интелигенција, јака меморија, силна перцептивна способност, добар слух, завидна музикалност и емоционална експресија. Надареноста за литература се пројавува како надареност за различни литературни форми – поезија, драми, романи, сатири и така натаму. Најчесто надареноста за литература за прв пат се јавува на возраст од 10 до 12 години, а во полн замав се манифестира од 16-тата до 18-тата година од животот. Во литературата се среќаваат повеќе обиди за идентификување на карактеристиките на надарените ученици. И покрај разликите кои се јавуваат кај одделни автори, сепак генерално сите се согласуваат дека надарените и талентираните ученици ги имаат следниве заеднички карактеристики: надпросечна општа интелигенција, интелектуална љубопитност, критичко согледување, логичко асоцирање, способност за генерализација, оригиналност, иницијативност, широки интереси и одделни специфични способности. Младата пливачка Мија Блажевска е една од најуспешните млади пливачи за изминатата 2020 година во Македонија. Таа реди успеси во кадетска, младинска и сениорска конкуренција. Досега има соборено над 50 национални рекорди во сите возрасти и има освоено преку 20 трофеи. Не случајно јавноста за неа вели дека е новиот бисер на македонскиот спорт. Па со пливање почнав од 4 години. Случајно почнав за да научам да пливам, кога кидам на одмор, да можам да си играм со моите другарчиња, да знам да се снаоѓам во водата. Тоа беше предлог на татко ми. Со текот на времето почнав посериозно да се занимавам со пливањето и тогаш и моите родители сватија дека би можела да биде нешто од мене, да станам подобра во тоа што го правам и тие се повеќе почаа да се ангажираат околу мене, околу пливањето и моите потреби.
Поддршката од семејството е важна, но соработката и целите кои се поставуваат со еден тренер, како и дисциплината, пресудни се за успех во спортот. Точно соработуваме 5 години, баш почнавме март 2016. Ние и преходно се знаеме, мислам не толку, бевме во ист тим во Бета. Потоа незиниот тренер што работеше до тога со незе замина од клубот и незините родители одлучија да продолжи кај мене. Се надевам на незине на моја среќа, така да во изминатите 5 години на вистина постигнавме одлични резултати и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме така. Тој цело време советува, ми дава различни совети во однос на исхраната, да ми кажува како да се хранам, се обидувам на секој начин да го применам тоа. Си легнувам порано, за да станам сабајле за утринските тренинзи, да бидам одморена. И да, знае да биде строг со мене, но тоа понекогаш ми се допаѓа бидејќи доколку грешам е тука да ме поправи. Тренираме 9 пливачки тренинзи неделно и 3 теретана. Пливачките тренинзи, како и теретаната, се имплементираат подост. Например, во најраната возраст пливат по 3 пати, па како и се напредува па 4 пати, па 5 пати и така да секоја година се додава по уште еден тренинг за да може, барем јас така работам, да се предизвика пливачот за да има успех. Исто почнавме со теретана изминатава година во септември и тоа иде се постепено за да не се направи некој префорсирање. Нивните заеднички планови се големи. Младинска Балканијада, младинско европско, па младинско светско, потоа сениорско европско, сениорско светско и на крај како круна Олимпијада. Посакуваме среќа и секако ги следиме нивните успеси. Димитар Џорлев е средношколец во 3-та година во гимназијата Јане Сандански од Струмица. Неговото име многу често е на листите со освоени медали од надпревари по научни олимпијади од областа на математиката, физиката, информатиката, хемијата, биологијата, како во државата, така и на меѓународно ниво. Најмногу сум горд на европските, светските и балканските олимпијади по математика и физика. Ако треба да одвојам еден, би ја одбил светската јуниорска олимпијада по природни науки, физика, хемија и биологија, на која што освои бронзен медал, се одржа во 2018 година во Ботсвана, Африка. Ако се сака добар резултат, тогаш дисциплината и посветеноста мора да одат рака под рака, вели Димитар. Пред секој надпревар постои и позитивна трема, но благодарение на неа е поодговорен и постигнува одлични резултати. Одговорноста и кон училиштето е негов приоритет, бидејќи тоа му е од огромна помош за сите успеси. Подготовките зависат од видот на надпреварот, па така јас се подготвувам сам дома, па за меѓународните надпревари и за олимпијадите, па претежно се нема толку не збива толку знање од редовното образование, па користам се со разни ресурси од интернет и со странска литература. Пред меѓународните олимпијади, како имавме подготовки, исто тимот што беше одбран да ја представува Македонија и на ПМФ во Скопје, на катедрите физика, хемија, биологија. Димитар свири и на клавир, а тоа вели дека го опушта и смирува после напорните подготовки за надпреварите, па затоа секојдневно е обкружен со музика, сака и спорт. Во слободно време гледам доста спорт, тоа е моето најголемо хоби. Како омилен спортист би го одвоил нашиот сограѓанин Горан Пандев. Тој е најголема гордост и мотивација за сите нас струмичани. Така нашиот сограѓанин. Да, неговите успеси и со неговата напорна работа, тоа е доказ дека се може се кога се сака и кога се работи, кога се вложи труд. Димитар има и сестра близнак која учествувала во неколку надпревари. За во иднина се гледа како студент на некој од реномираните светски универзитети, за да може да биде во контакт со најсовремената технологија во опремени лаборатории, но не ја исклучува и можноста да остане да студира во Македонија. Желбата е да биде дел од големи научни истражувачки проекти. Во јавноста често ни се случува
информатичката и информацијската писменост да се поистоветат, но помеѓу нив постојат разлики. Останете со нас и открите кои се тие. Секој податок не носи знаење со себе. За да се реализира овој процес, неопходно е да помине низ фазите на истражување и анализа, со цел да се процени какви се податоците и дали тие како такви имаат некаква вредност во процесот на пребарување. Информацијската писменост овозможува пристапување кон потребните податоци ефективно и ефикасно, критичка процена на прибраните податоци со цел тие да бидат имплементирани во систем каде ќе може да се вреднуваат, етичко, мудро, легално и ефикасно употребување на знаењето кое е добиено со пребарувањето, анализата и верификацијата на информациите. Во секојдневието често се случува информатичката да се помеша со информацијската писменост. Токму и затоа мора да се нагласи дека едната е врзана за користење на информатичките уреди, додека информацијската се однесува на информациите, а може во себе да ја вклучи и информатичката писменост. Оваа конекција често се толкува погрешно во јавноста. Сите сме биле сведоци во убедувањето дека децата се информацијски пописмени од повозрасните, затоа што одлично се снаоѓаат при користењето на информатичките алатки. Ова убедување може да биде погрешно, поради фактот што вештините за писменост се врзани за користење на алатките, но не и информациите. Често, некои податоци кои се прибираат на овој начин служат исклучиво само за забава. Информацијската писменост се стекнува преку процесот на едукација, развивање на критичката свесност, како и етичкиот однос кон информациите кои ги имаме и знаењето кое се пренесува преку нивното користење. Информацијската писменост е една од клучните вештини денес. Таа ни помага да ги дефинираме проблемите со кои сме соочени, да одредиме стратегија за прибирање на податоците, да пребаруваме податоци, да ги организираме и анализираме прибраните податоци, да направиме проценка и евалуација на податоците, со цел креирање на информација преку која ќе добиеме ново знаење како решение на проблемот. Јас сум Христина Митреска од Охрид, ученичка во 4-та година во приватното средно училиште Јахја Кемал во Струга. За мене математиката е начин на релаксација. Ме опуштаат посебно над преварувачките задачи, но они олимписките се доста тешки и бараат многу мислење, дури понекогаш и со часови. Тие се голем предизвик и со многу работа може да се стигне до првична идеја, која понатака треба да се доразвие за да се стигне до некое решение. Сепак, мој најголем предизвик е да ги искористам математичките знаења за напредок на медицината и генетиката. Самата атмосфера е стресна. Бидејќи ја представуваш целата држава и многу луѓе веруваат во тебе и очекуваат успех. Секако, важно е стресот да се остави надвор од салата на одржување на надпреварот. После надпреварот следуваат многу прекрасни моменти на дружење со надпреварувачите од другите земји кои остануваат запаметени. Мои ментори се професорите Реджаи Генџели и Ата Айваджи од училиштето Јахја Кемал во Струга, а голема помош ми е и мојата мајка, која исто така е професорка по математика. Работиме често, почнувајќи од почетокот на школската година, а самостојно работам во текот на целата година. За успех покрај напорната работа, неопходна е и љубовта кон она што се работи и самата желба да се постигне успех. И покрај љубовта кон математиката, планот ми е да продолжам да изучувам генетиката. Во иднина се гледам како научник, мотивирана за нови откритија и сознанија. Најголема желба и цел ми е да придонесам во пронаоѓањето лек за многуте ретки болести и со тоа да им помогнам на милиони болни луѓе. И во минатото, а и сега, и во различни области имаме различни таленти од деца и различни надарени деца. Денес ќе ви презентираме дел од нив кои постигнале навистина одлични резултати. Имаме и од Македонија. Останете и погледнете што ви подготвивме во артикулација. Волфганг Амадеус Моцарт бил надарено дете кое прирасна во еден од најбрилијантните композитори на сите времиња. Менувајќи музички жанрови во краткиот живот, Моцарт ги компонирал некои од најголемите и најмелодични композиции на сите времиња. Првата симфонија ја напишал на 7 години. Како дете виртуоз на пијано,
Моцарт бил музичко чудо на периодот, одејќи на турнеја низ европските главни градови и дворови со сестра си Нана, под водство на татка си Леополд, кој самиот бил музичар што веднаш го препознал талентот на своите деца. Компонирал со легендарна брзина. Неговата величествена симфонија Јупитер, број 41 во С-дур, била напишана за едва 16 дена, а увертирата за операта Дон Джовани ја напишал ноќта пред премиерата. Опсегот на неговиот гений само се зголемувал со годините. Малечкиот генијалец од Белгија Лоренс Симонс со само 9 години ќе добие факултетска диплома. Тој студира електротехника на Универзитетот во Ајндховен, кој важи за еден од најтешките и за многу постари студенти, не само за надарените деца. Марко Чаласан е македонски компјутерски инженер. Тој е познат по тоа што е најмладиот сертифициран компјутерски систем администратор на возраст од 8 години и најмладиот сертифициран компјутерски систем инженер на возраст од 9 години. Марко покажал одлични способности уште од многу рано и научил да чита и пишува од 2 години. Тој напишал книга за процесот на прединсталација, инсталација и постинсталација на Windows 7. Надарените деца дефинитивно заслужуваат и системско решение со кое што ќе може да се унапреди нивниот развој, да се интегрираат во нашето општество и да се задржат нивните потенцијали тука во земјата, а исто така заслужуваат и поддршка и разбирање од секој од нас. Верувам дека ова е убава поука за сето она што е направено, но и она што може да се направи со цел овие деца да имаат можности да се развиваат тука во нашава земја. Довидување до следната приказна.